Слушајќи ги приказните на моите пријателки, дури сега разбрав ништо се мора да поминат некои деца на училиште. Една моја пријателка ми раскаже искуство за нејзината ќерка, која ме остави без зборови и навистина ме натера сериозно да се размислам околу оваа тема. Врсничкото насилство е вистински проблем и може да остави длабока трага врз животот на децата, доколку не се реагира навремено. Ќерката на мојата пријателка, ќе ја викаме Елена, е вистински талент и уште од малечка обожаваше да црта. Кога тргна на училиште, многу се пронајде во предметот ликовно. Ама нејзините другарки од мало, кои се погодија да учат во исто оделение со Елена, ја исмеваа постојано, како да не е нормално да ја сакаш уметноста. Тие ги земаа цртежите на Елена, ги сликаа со мобилен телефон, ги постираа по социјалните мрежи со зборови на исмевање. Тогаш Елена се затвори во себе си. Почна да ги одбегнува часовите по ликовно, скоро и да се откажа од цртањето, само за да може да се инфилтрира повторно во друштвото на нејзините другарки во така наречената шема. Целата среќа е дека мајка и на Елена навреме примети дека нешто со детето не е во ред. Таа разговараше со Елена и ја објасни дека нејзиниот талент е доблест и купи книга со автобиографија на најголемите уметници низ историјата. Елена увида дека не е сама на овој свет и дека постојат исто такви големи таленти како нејзина. Се увери дека не смее да се откаже од она што го сака, само поради тоа што нејзините другарки не го одобруваат тоа. Со помош на педагогот, Елена сретна нови другарки кои целосно ја делат нејзината љубов кон уметноста, ја поддржуваат и целосно ја прифаќаат.